Алармантна е ситуацијата со овчата сипаница во државата, тврдат од Сојузот на одгледувачи на овци во Македонија. Како што вели председателот на Сојузот Насер Џемиили, состојбата е сериозна бидејќи болеста може да се рашири уште повеќе. Тие како Сојуз бараат состанок со Агенцијата за храна и ветеринарство, за да видат што може да се преземе. Оттаму посочуваат дека соседните држави имаат вакцини за оваа болест и додаваат дека тие како сточари се спремни дури сами да си ги обезбедат, само за да ги спасат своите стада, во спротивно тврдат нема да остане ниту овца. Да, мене денови ми се јавуваат сточарите што имат мака со болестата. Навистина ова е страшно веќе може да речеме, пошто и организацијата до уништување на овците е многу спора и чисто сумљаме тука дека има нешто спор. Не е во ред вака да функционират. Еве баш од Кочанско ми се јавува еден сточар, ми вика дека ги чекат со денови, а тоа е алармантна, пошто болестата може да се прошири уште повише. Ние како Сојуз ќе бараме состанок со АХВ и да видиме што може да се организира. Баш кај имаат проблеми со организацијата, што овие багерите што го ископат, транспортот на овци до штала до кај местото, све го исплатат сточарите. Мислим дека државата треба да биде спремна за вакви ризици, иначе види, ако продолжува ова вака, мислам дека за една година многу стада ќе се уништи. Многу брзо ова се шири. Еднаш имавме само у Кумановско и после продолжува низ другите градови. Така да, државата треба посериозно да го свати ова и да ги извести сите сточари. Од друга страна, Џемиили потенцира дека сточарите не се доволно запознати и информирани за последиците од оваа болест. Тој лично разделил неколку флаери кои ги добил од страна на Агенцијата за храна и ветеринарство, но вели тоа е недоволно. Потребно е, тврди, да се организираат состаноци за да се превенира навреме, бидејќи во спротивно болеста ќе си го направи своето. Ние сме слушнале дека у Грција има, соседните држави има вакцина. Не знам цената колку би коштала, но ние како сточари сме у ризик и сме спремни, ако не ни може државата да ни исплати, можеме и сам да го исплатиме, само да ги куртулиме стада. Па не знае, да ви речем, ја што сум споделен некои флаери што ми ги дада АХВ пред 3-4 месеци, иначе не се толку информирани. АХВ касни со вакви состаноци, требаше состаноци да се држат, да се известат сточарите на време. Мислам дека веќе не е касно, но гледаме дека пак не организират нешто само. Инаку вкупната бројка на убиени нештетно од страните овци и кози од фарми во одгледувалишта во општините Куманово, Делчево и Свети Николе, каде болеста е потврдена, изнесува 1125 грла. Потенцираа последно од страна на Агенцијата. Додаваат дека првото жариште каде што се појави оваа болест кај овците и козите е регистрирано во Кумановскиот регион, а пред неколку дена и во општината Чешиново Облешево.